Се чини дека криптосветот конечно го достигна моментот кога ништо повеќе не е сигурно. Проекти кои изгледаа стабилно, тимови кои ветуваа еднина, па дури и најголемите играчи сега го менуваат текот на целото пазарно расположение. Денес имаме три приказни што совршено опишуваат оваа недела. Падот на Кадена, обвиненијата околу Ocean Protocol и новиот потек на биткоин китот кој повторно се обложи на пат на пазарот. Кадена некогаш важеше за еден од најперспективните Layer 1 проекти, енергетски ефикасен, со паметен механизам за работа и тим составен од поранешни луѓе од JP Morgan и SET. Но оваа недела крај. Тимот официјално објави дека престанува со поддршка на сопствениот блокчейн, а причината се наведува дека е недостиг на средства и пазарни услови кои, како што велат, не овозможуваат одржлив развој. Реакцијата беше моментална. Токенот Кадена се сруши за над 60% за само 90 минути. За заедницата ова е шок, бидејќи без активен развој секој проект полека умира. Кадена беше замислена како решение за проблемите на скалабилност кај Proof of Work системите, а сега станува пример што се случува кога пазарната реалност ја стигнува технологијата. Ако мислите дека тоа е крај на драмата, Ocean Protocol ја крена прашината уште повеќе. Проектот се најде под сериозно обвинување дека голем дел од неговите токени биле префрлени и продадени без јасно објаснување. Се зборува за трансакции од преку $120 милиони вредност кои наводно биле направени преку Multisig Wallet поврзан со тимот. CEO-то на FedChai објави награда од $250,000 за информации за тоа кој ги потпишал тие трансакции и дали токените биле нелегално префрлени. Ocean секако ги негира сите обвинувања, но штетата е веќе направена. Пазарот реагира со недоверба, а токенот е под притисок. И сега повторно се отвара старата тема. Колку навистина се безбедни проектите што имаат централизиран пристап до сопствените средства. Додека некои се обидуваат да објаснат што се случува со алткоините, најголемите очи повторно вперени во биткоин. Според последните извештаи, еден кит со нето вредност од околу $11 милиарди повторно отвори шорт позиција. Овој пат вредна $235 милиони со 10x leverage. Истата личност минатата недела профитираше над $200 милиони токму од падот на пазарот и сега повторно се обложува дека биткоин ќе продолжи да паѓа. Според податоците, шортот ќе биде ликвидиран ако цената надмине околу $112,000. Ова не е мала работа. Кога вел со ваков капитал влегува со агресивен шорт, тоа може да создаде ланец на реакции. Пазарот реагира нервозно, трговците почнуваат да ги затвараат позициите, а ликвидациите само дополнително го засилуваат движењето. Од друга страна, некои аналитичари гледаат на ова како здраво чистење на преголемиот леверидж во системот. Но едно е сигурно, кога големите почнуваат да се движат, малиот инвестор секогаш е последен што дознава. И кога ќе ги споиме сите три приказни, добиваме јасна слика. Довербата во криптопазарот е кревка. Кадена покажува што се случува кога тимот се повлекува, Ocean не подсетува на ризикот од непрозрачно управување, а биткоин китот не учи дека големите секогаш играат со различни правила. Секој што е во крипто треба да знае дека технологијата може да биде совршена, но без одржлив модел и транспарентност се паѓа во вода. Ако нешто треба да се извлече од оваа недела, тоа е дека пазарот станува се понемилостен. Нема повеќе too big to fail. Секој проект, без разлика колку е звучен, може за неколку часа да се претвори во предупредување. И затоа, ако сте инвеститор, гледате ги токените, но уште повеќе гледате го тимот, активноста и довербата што стои зад проектот. Овие беа трите најважни приказни во криптосветот оваа недела. Ако ви се допадна анализата, оставете коментар што мислите за потегот на китот и дали ваквите настани ви влеваат страв или можност.